Радовишко бучим се уште мириса на традиционалната турска алва. Специјалитетот кој е познат многу оддамна, денес неговиот мирис се уште ги привлекува жителите од ова село. Алвата е традиционален деликатес за секоја свадба, а денот наспроти големата веселба сите гости имат можност да го вкусат познатиот десерт. Бекир Зура повеќе од 20 години ја прави турската алва, не само за свадби, туку и за домашна употреба. Свадбата кога почне да правиме свадба, нели? Има човек што прави свадба и сака да прави. Прво дава алва вечера на народот сите. Сите селани јаде алва. После утрето сабота, нели? Свадба, свирачи и тога од време остана на нас тоа алвата адет, наша адет така. Да, значи до ден денес се секоја До ден денес, да, до ден денеска правиме тоа. Алвата. Од кога е това? Знаеш ли точно да ни Од кога? Јас сум 70 години веќе. И мало и до сега па се има. И јас има 20 години што готвам во алвата. Дури почувало да правам. Тополница. Кога сакам дома да правам јас алва. Ама јас на народо за свадбари, кога почне човек да прави свадба, мене ме вика. Дојди да правиш алва, готваш. Интересно е да се види традиционалното приготвување на турската алва, но уште поубаво е да се почувствува вкусот на топлиот десерт. Тајната на турската алва лежи во рацете на старите мајстори, а Бекир Зураб ни покажа како се приготвува специјалитетот за кој се потребни околу 3 часа. Во алва што е направено, 3 кила брашно, 4 кила зејтин, 6 кило шеќер и 2 ванелин пецило, 2 пакетчиња и 3 кила ирмак, гриз. И тоа. И 8 кила вода. Толку. Колку излева алва од тај рецепт? Колку излева од прилика? Има 20-15 кила има. Толку. Толку излева. А кога правиме ние, сета селани, нели, свадбар. 12 кила шеќер, 7 кило брашно, 4 кила, 5 кила гриз, 10 кила, 12 кила вода, тогај има голем казанчиња и да јаде сите задоволство народо. Порано во Бучим се приготвувало околу 700 килограми алва. Жителите биле големи љубители на овој турски десерт, но денес малите дечиња наместо алва повеќе ги сакаат чоколадите и другите сладки, вели Бекир Зураб.